Кој се плаши од избори, дали навистина сите ги посакуваат или само декларативно ги бараат? Власта и опозицијата со денови се испраќаат јавни пораки дека се подготвени за ново изборно соочување, но чекаат другиот да го повлече првиот потек. Уплав имаат од избори. Кога ќе им спомнеш избори, уплав ги фаќа. Држат пресконференции, лажат, манипулираат се, силат, па ќе ги слушнете како ќе речат дека биле реконструирани, дека нови млади сили им се приближувале, се приклучувале, ако ќе им спомнеш избори, одма држат пресконференции, исплашени, бледи како крпа. Ние нема да му бидеме алиби на примерот за предвремени избори. Ние кажавме, избори ќе има кога ќе снема пари. А пари има се помалку. И оттаму, мислиме дека примерот така ќе прави стратегијата за закажување на следните избори. Едноставно нема да има пари да издржи оваа влада до 28 година. Ние не сме алиби за тоа. Да не бега и да не бара некаков изговор. Кога се нема пари, тогаш ќе иде човек од избори. Она што е известно е дека од утре почнуваат сериозни разговори за владина реконструкција. На синокешната прослава на партискиот роден ден премиерот најави промени поради забележани слабости во работата на одредени министри. Пред партиското членство кажа дека дел од функционерите се одвоиле од граѓаните и станале недостапни, им порача дека секој што смета дека не може да продолжи со истото темпо треба чесно да се повлече. Тој самиот пак нема да толерира занес во привилегиите што ги нуди власта. Министерот за социјална политика, чија позиција е разнишена откако се оддалече од партијата што го стави на оваа позиција, денеска изјави дека не е важно кој ќе биде министер, туку што сработил. Колку биле и колку прошле и колку ќе има министри овде, се ќе зависи кој трак оставевме ние во овие сали и во тие министерства што сме. Првите состаноци со коалиционите партнери од ЗНАМ и од ВРЕДИ се закажани за утре и задутре. Ко-председателите Меджити и Касами се подготвени за нови имиња и рокади на министерства, додека од ЗНАМ не сакаат промени во нивните ресори.